Почитуван председателке, почитуван министер, почитувани колеги пратеници, јас искрено и не сакам многу да зборувам по оваа точка од дневниот ред, бидејќи повише ми личи на една емисија која што се емитува обично на српската телевизија и се вика "Што правите бре?" И таму обично има едни прилози новинарски без коментар. И лично сметав дека самото по себе ова што досега е презентирано во јавноста во Република Македонија околу оваа инвестиција на субрата Рој доволно е и да помине без коментар, бидејќи, господине министер, секој умен човек, разумен човек, човек кој што ги разбира работите во земјоделието, ќе ви каже што правите бре. Бидејќи навистина како економист, ја не сум земјоделец и стручњак од земјоделието. Имам завршен економски факултет и прво што ми падна во очи кога се објави овој договор, викам, можно ли е да има луѓе кои што веруваат дека ова може да се реализира како што е напишано. Прво, господине министер, во договорот стои дека инвеститорот ќе инвестира 200 милиони евра за 3 години. Земјиштето му се дава на 15 години. Сакам да ве прашам, кој е тој бизнис во светот, каде што 200 милиони евра ќе ги вратите за 13 години, за 12 години од земјоделие? Логично економско прашање. Кажете ми еден бизнис во земјоделието каде што 200 милиони евра ќе вложи некој со очекување дека ќе ги врати за 12 години. Плюс, да не зборувам дека и од која ќе почне со после тие 3 години, ако се ова се реализира, дека ќе треба да има трошоци за вработени, трошоци за бензин, трошоци за репроматеријали и така натака. Кажете ми колку пари треба да прави оваа компанија за да има профит од најмалку 25 милиони евра чиста добивка, за да може да си го врати вложеното. А да не зборуваме за добивка што треба да отпари, бидејќи никој не инвестира пари во Република Македонија или било каде во светот ако не очекува профит. Ајде, еве, само на тоа прашање да дебатираме. Каде е профитабилноста? Па земете го најуспешниот македонски земјоделски комбинат, остварува добивка годишно, дупло е поголем од овој со земјиште, од 2 до 3 милиони евра годишно. Овој треба да биде супер комбинат, кој што ќе има печатница за пари, за да може за 12 години да си ја врати инвестицијата. И затоа се ми се чини дека ова ќе заврши како овој инвеститорот у шведската млекара Мошебаум, како оној што им нудеше ресторани на Макдоналдс на рударите. Не се секирајте, се ќе биде супер, дури Макдоналдс ќе ви го донесеме, или еден инвеститор кој што дојде од Тексас, кој што велеше дека у Македонија ќе прави ранчо. Господине министер, нема логика во ово. Нема логика во ово. Само по себе покажува дека ова не може да се реализира. Од основна економска предпоставка дали некој ќе вложи толку пари и да очекува дека за 12 години ќе му се врати. Дополнително, не само што нема економска логика, туку нема реални предпоставки ова да се оствари. 20.000 крави. Вие кажавте по 0,7 хектари земја е потребно една храна да се прехрани. 14.000 хектари земја. Каде ќе ја најдат? Каде ќе ја најдат? Од кај, со што ќе ги храни тие крави?
ако нема свое производство, тој инвеститор на храна, и ако е принуден да ја купува, тој не е конкурентен на пазарот. Бидејќи е скапа. И тој не може да обстане на пазарот. Дали има 14.000 хектари земја во атарот на Џумаилија, каде што ќе се произведува храна за овие 20.000 крави кои што треба да ги донесе. Понатака велите дека ќе донесе крави чие дневно производство ќе се движи меѓу 25 и 30 литри дневно, а со договорот би понудил дневно производство од само 80.000 литри млеко. Господин министер, за 18 месеци да реализира инвестицијата, донесе 8.000 крави, по 30 литра млеко дневно, 240.000 литри. А вие само 80. И сега какви крави ќе донесе? Или пошто ќе не може да ги рани, бидејќи нема земја и кравите нема да дават млеко. А сега, од вашите бројки што вие ги кажавте овде пред нас. Значи, од тоа да видим. Значи, тој дневно само за 18 месеци ќе треба да има производство од 240.000 литри млеко. Ама 80.000 треба да преработи. Како ќе преработи? Па сега, вие ние за ништо да не се секираме, вие да се сликате, да се рекламирате, да ја замајувате јавноста, која ќе пропадне, ќе го прогласите најголем душман на Македонија. И па друг ќе биде крив. Тогаш ќе преземете ли одговорност ако ова не се реализира, да се речете ја поднесувам одговорност. Па сте ставиле пара. Вие не сте наивен човек. Не сме ние наивни. Камо среќа да имаше вакви инвеститори, така лесно да фрлаат пари во нереални проекти. Дополнително, овој инвеститор треба да инвестира и во Љубаништа по најава. Уште таму 130 милиони евра. Не ја знаеме таа инвестиција. 330 милиони евра човекот треба да вложи, а не знаеме, има процеси против него дека должи 4 милиарди евра на граѓани. Знаете ли вие дали е тој финансиски моќен ова да го реализира? Тој лично има изјавено дека само тој на личната сметка, што не е релевантен податок за ако сака или ако има моќ да инвестира, имал само $915,000. Има ли пари? Кои се бизнисите на човекот? Со што се занимава? Се занимава ли досега со земјоделие? Имал ли ваков проект негде, па вие сте поверувале дека може да се реализира и во Република Македонија? Каде има ваков проект? За 15 години, со 3 години инвестирање 200 милиона, да имате профит. Кој е инвеститорот, господин? Инвеститорот на Скопје без пари. Што е тој? Што е тој? Зошто не ни дадете мене земјиште без пари во центарот на Скопје? Зошто не му дадете на Малиша? Владата зборам, тој е представник на владата, лично еве на Ромео дајте му во центарот на Скопје земјиште без пари. Кој е овој сега човек да делиме така, велиме скапа македонска земја, него без пари да му даваме? Па се е ова поврзано со човекот. Се е поврзано со една личност. Значи, ова што се случува на крајот ќе доведе, никој не го посакува тоа, до едно големо разочарување. Меѓутоа, тогаш сите, предпоставам, ќе бегате од одговорноста по ѓаволот крст. Ќе велете, не, јас знаев од почеток, ама мораше да правиме така. Значи, зборуваме за една работа која што
ако заврши неуспешно, владата ќе мора да носи одговорност. Меѓутоа, и Република Македонија ќе има штета. Дека станува место за шпекулативни инвестиции. Инвеститори кои што се водат постапки пред судови во матичната земја за долг спрема граѓаните. Предпоставувам, ние не го знаеме тоа. Не знам и вие дали го знаете како министер за земјоделие, колку навистина овој човек има финансиска моќ ова да го реализира. Или ќе дојде, ќе му го дадеме и земјиштето во Љубаништа на лепе очи и ќе го заложи, ќе земе кредити и ќе си замине. Значи, ние сменивме редица закони во Република Македонија да му создадеме предуслови за инвестиции. Донесовте закон за туристички развојни зони, каде што таа зона има редица погодности за инвеститорите. Еве го за земјот за џумалја. Донесовме закон за индустријски зелени зони, каде што по 1 евро ќе се купува земјиште и ќе има погодности инфраструктура, се да му се направи. Експроприацијата, законот се смени без да го прашате газдата, да му го земете земјиштето, он утре нека се жали во суд, па нека докажува дали е управо или не и по која цена. Ама на крајот, ако ова биде неуспешно, што правиме? Значи, наистина, ако ги гледаме сите овие обврски кои што ги презел инвеститорот и не е фер навистина, велите 7 компании се јавиле, 120.000 евра била почетната цена, 121.000 евра достигнала крајната цена. Па никој ли не надаваше? Значи, вие така ја разбрав, се извинувам ако су разбрал погрешно. И зошто македонските земјоделци да плаќаат по 4, 6, 10.000 денари концесија за хектар, овој да плаќа 1300 денари. А да зима 430-450.000 евра, или ако го реализира цел овој проект, дали имате пресметано колку субвенции му следат? За млеко, за органска храна, за производство на храна, колку му следат? Значи, ова е неверојатно. Значи, сега ја навистина не можам да ги соберам сите податоци, за да можам да верувам во ова. Тој само добива 5300 хектари земја. И на тоа треба да изгради за 3 години суперкомбинат. А за 15 години да си ја врати инвестицијата од 200 милиона. Па мислам дека со овакви проекти кои што за жал ова е сепак собрание, за мене се несериозни, да не употребам некој потежок збор, и ова, господине министер, личи уште на едно замајување или лижовче за јавноста, за да може некои други работи да поминат. Ние се изнагледавме, кажав и претходно, инвеститори кои што кога ќе дојдат само се смеат и ветуваат, а после се заминуваат без никој да ги види, без трага. Најкарактеристичен пример со најголема штета за Македонија е Моше Бал. Човекот дојде со $1000, се замена со 1 милион евра. Немојте да ни се случи и со оваа инвестиција исто.